И затоа вас, младите, ве повикувам на активност и на гласност. Кренете го силно гласот за европска иднина. Сега. Бидејќи тоа е гласот за младите, гласот за иднината и гласот за Европа. Секоја надеж за подобар животен стандард и подобро владење на правото зависи од пристапувањето во Европската Унија. И тоа се потврди низ годините. Државите кои го направија тој исчекор денес имаат и поголемо ниво на демократија, и подобра социјална правда, и многу повисок животен стандард и економски напредок. Тоа е она што нашите граѓани го зададоа како цел на сите политичари на референдумот за осамостојување на државата. И младите се главните кои бараат земјата да продолжи цврсто на патот кон Европската Унија. И тоа да го направи брзо. Единствените кои можат да вдахнат надеж на земјата се младите луѓе. Со нејзино туркање кон Европската Унија. Ако ја пропуштиме оваа можност, ќе пропуштиме уште 10 или 15 нови години. Уште една изгубена цела генерација. А 10 години денес се 20 години утре. Каква земја ќе бидеме ако заглавиме уште 20 години во место, додека целиот свет и регионот продолжат понатаму? Како ќе им погледне на младите во очи секој оној што сега сака да го кочи и блокира европскиот пат? Како ќе им погледне на младите во очи секој оној што во овој момент калкулира? Што ќе им каже за 10 и 15 години? Ќе ќути? Ќе раскажува приказни како требало сега, а не направил вчера? Тоа ќе го слушаме. Од тоа никој нема фајда. Тоа може само да седиме и да раскажуваме. Она што младите го очекуваат е носење на одлука за нивна подобра иднина. Што имаат младите ако некој им каже после 10 или 15 години извините? Ништо немаат од тоа. Единствениот начин да им обезбедиме подобар живот на младите да живеат во европска држава е да продолжиме брзо на патот кон Европската Унија. И можеме до 2030 година да успееме. Суштината на вистинската политика е да се создаде и да им се остави на младите известна, сигурна и стабилна иднина, со решени проблеми, каде секој може да напредува и да ја планира својата кариера во систем кој функционира. Систем кој не зависи од поединци, систем во кој вредните се сметаат за успешни. Во Европската Унија ќе бидеме македонци, кои говорат македонски јазик, со свој идентитет и со своја култура. Никој повеќе не може да не оспорува, да не негира, да не омаловажува. Бидејќи сме горди и ќе бидеме горди во Европската Унија своји на своето. Така на вас, младите кои што доаѓате, ќе им оставиме чист терен да разговараат за економија, за здравство, за образование, за култура, за нови технологии, за нови индустрии, за се она што е нормално. За разлика од нас, на нашата генерација, на која што ни оставија, се уште да разговараме за билатерални спорови со соседите, затоа што тие пред нас, без разлика на политичка припадност, немаа храброст да ги решат.